Добар ден, се македонци, каде и да сте. Добре дојдовте во таинственото, мојот нов елоквентно именуван сегмент, каде споделувам различни приказни, заснувани на вистински настани пред се, и сите озможени и доминирани од некаков мистериозен, бизарен, чуден, застрашувачки или генерално необјаснив таинствен елемент, без разлика дали сте религиозни, дали верувате во земјани, окултното, или сте како мене, едноставно уживатели на добра мистерија. Се надевам дека ќе се пронајдете во обидот на секој можен начин да си ги објасните настаните кои ги споделувам. Уживајте. За денеска имаме, мислам, малку посебна приказна, си има малку поверодостојна позадина и мислам дека ќе бидете посебно изненадени и можеби дури уплашени, затоа што имаме некаков вид на доказ за ова што се случувало, доказ кој ќе ве натера сериозно да размислите пред да донесете било какви заклучоци во врска со тоа што се случува со јунаците во денешната приказна. Значи, ова е приказна за едно бизарно место за кампување, некаде на планините Сиера Невада. Местото, иако популарно во приказни за различни случувања, е толку добро скриено што само една рака луѓе ја знаат точната локација, и се верува дека дури и со специфични и детални инструкции за неговата локација речиси е невозможно да се најде. За да се стигне до местото, прво требаат многу напредни планинарски вештини, најверојатно мора да се користи, ако може да кажам, превозно средство, кое во тој груп и буквално непростлив терен, единствено превозно средство е коњ. Но и дури тогаш е многу тешко да се забележи самата локација, затоа што е прикриено од густата вегетација и минималните знаци дека некој претходно кампувал таму. Како додаток, местото е на околу 4000 метри надморска висина, патеката е необележана и истата е прилично непостојана, подлежна на различни промени поради самиот релјеф и промените кои се случуваат во текот на годините, како например паднати дрва, делови од патеката кои се прекриени од вегетација што расте прилично рапидно, и сето ова нормално си носи дополнителни предизвици, потешкоти и опасности. Главниот лик во денешната приказна се вика Рон, кој се кае што воопшто прозборил за ова место, што го споделил неговото искуство со светот, иако потајно е свесен дека е било практично невозможно неговото бизарно откритие да остане тајна, затоа што, како што реков на почетокот, е подкрепено со досега непобиени и необјаснети докази. Како и да е, да почнеме приказната. Приказната започнува во далечната 1971 година, кога Рон, како млад човек, за прв пат е поканет да ја посети оваа сега, да речеме, озлогласена камп локација од незините тројца пронаоѓачи. И при самото доаѓање Рон почнува да чувствува силна конекција со местото, неваре припаѓа во чистата, недопрена дивина. Од кампот, поставен на, според него, идеална локација, се простира поглед кон прекрасна отворена долина, прекриена со елова шума и поток кој тече по средината, како и многу дивеч што го правил местото идеално за лов. Мал недостаток бил фактот дека местото исто така било населено со голем број мечки. Но тоа сепак не го загрижувало премногу, затоа што тој и останатите тројца основачи нонстоп биле наоружени, но и во меѓувреме изградиле импровизирано засолниште од паднати дрва, со само една малечка врата каде што ќе поседеле некое време додека мечките да заминат и никогаш немале посериозен проблем. Кога немало опасност од мечки, тие спиеле под отворено небо и уживале во слободата и планинскиот воздух. Кон крајот на таа 71 година, Рон заедно со тројцата пријатели одат во кампот. После поминат долг ден, ловејќи и уживајќи во природните убавини,
Вечерта седнуваат околу оганот пред малата дрвена колиба да поуживаат во ноќта пред додатно спиење. Мирот и тишината набрзо им се нарушени од ржење, кое доаѓа од некаде прилично далеку во шумата, но сепак тие можеле да го слушнат. Како и секогаш, кога ќе слушнат ваков звук, тие веднаш се стишуваат и се фокусираат на звукот во обид да одредат од каде доаѓа, колку е далеку и дали се доближува и да потврдат дека звукот го испушта мечка. Ако е друг дивеч, нема потреба да се криет и да се засолнуваат. И доколку се уверат дека е мечка, како што реков, тие се криет во засолништето, почекуваат некое време и мечката обично заминува без проблем. Овој пат, после првото ржење, додека се обидуваат да проценат колкава е опасноста од појава на мечка, тие слушаат нешто што ниеден од нив ниту го слушнал претходно во својот живот, ниту го препознал. Групата не чека ниту за момент. Преплашени, сите четворица скокаат во паника и во истиот момент влегуваат во засолништето и чекаат да видат дали суштеството се доближува. Звукот кој тие подоцна го опишале како вуп е многу сличен на звукот кој го испуштаат некои мајмуни. Но, за разлика од мајмунското урликање, кое обично се повторува повеќе пати во серија, ова суштество испушта такви звуци периодично, со подолги тивки паузи измеѓу секој поединечен звук. И не само тоа, току после првиот звук, по неколку секунди се слуша уште еден, малку поразличен звук, но овој вториот доаѓа од сосема друго место. Ова на Рон и останатите кампери им изгледало како две суштества да зборуваат или комуницираат помеѓу себе од различни страни во шумата. И додека ова се случува, четворицата кампери се стиснати еден до друг во засолништето, смртно преплашени, со најтивок можен глас и со ишарети се испрашуваат еден со друг дали некој од нив го препознава звукот, но сите се подеднакво запрепастени и избунети. За шокот да биде уште поголем, неколку моменти подоцна тие слушаат како суштествата или животните, кои прво биле прилично далеку од кампот, се приближуваат кон него со тешки чекори. Сега веќе сериозно загрижени за својата безбедност, Рон и тројцата пријатели, се што можат да направат е да дзирнат низ просторот меѓу трупците од кои е направено засолништето. Тие пробуваат да дзирнат помеѓу овие процепи и, ако ништо друго, барем да видат со што си имаат работа, какви се овие суштества, но чекорите се слушаат се додека суштествата не стигнуваат до самиот рап на светлината од огнот, значи просторот кој огнот го осветлува, и застануваат во делот каде светлината не може веќе да продре надвор од видното поле. Во тие моменти двете суштества, едното на едната, другото на спротивната страна од засолништето, го заменуваат оној налик мајмунски звук со некаков разговор, кој на некој бизарен начин звучел како човечки, но од друга страна бил комплетно неразбирлив. Зборовите, ако може така да се наречат, се комплетно неразбирливи и на моменти звучат како измислен јазик или можеби имитација на човечки јазик, а на моменти како неартикулирани животински звуци. Четворицата кампери се сега скаменети, ниту мрдаат, ниту испуштаат звук, чекајќи суштествата да заминат. Наместо тоа, двете суштества, како по договор, цело време се држат надвор од осветлениот радиус и полека кружат околу засолништето и се движат едно кон друго, се додека не се сретнат од задната страна. Камперите, стиснати како мали деца еден во друг, туркајќи се колку можат повеќе кон средината на засолништето, затоа што импровизирана градба со процепите низ трупците лесно може животно со канџа или на поинаков начин да ги повреди. Конечно, после часови поминати во меѓусебно разговарање на тој нивни речиси вонземски јазик, суштествата си заминуваат и камперите успеале малку да здивнат. Едва и го дочекале изграј сонцето и со првото светло на денот тие го напуштаат кампот најбрзо што можат. Четворица искусни кампери, искусни ловџии, луѓе кои целиот свој возрасен живот го поминале во дивина, кампувања, лов и општо истражување на секаков груп и непростив терен, искршиле нозе да побегнат од местото, потресени и преплашени, сосема збунети и апсолутно неспособни да објаснат што искусиле. Затоа, по враќањето дома, тројцата кампери се решиле да не зборуваат, а и воопшто да не мислат на нивното бизарно искуство.
но Рон имал сосема поинакви чувства. Тој станал апсолутно обседнат со случката, непрестајно мислејќи какво суштество би можело да произведе таков звук. Предводен од оваа обсесија, Рон некако успела да ги убеди останатите тројца кампери да му се придружат уште еднаш на екскурзија до кампот, но овој пат тој се решил да понесе и аудиорекордер и да ги сними бизарните звуци. Сите четворица се враќаат во кампот, но овој пат прават договор да не прават ништо од вообичаените активности како лов или истражување или лефтерни прошетки по околната дивина и наместо тоа палат голем оган и само седат и нервозно чекаат во надеж нешто да се случи. Вечерта тече бавно, но мирно, се до еден момент кога Рон се огласува велејќи им дека слушнал чекорење некаде во шумата. Убеден дека кој или што и да ги прави тие чекори, изгледа дека забрзано со трчање се доближува до кампот. Тие не чекаат ниту момент за да го потврдат ова што Рон им го кажува, во истата секунда се засолнуваат во колипката, при што Рон веднаш го вклучува аудиорекордерот. Пред да ја слушнете снимкава и пред да се обидете да ја отфрлите поради било какви сомнежи за нечесна игра од страна на камперите, сакам да споделам и некои детали кои што се приложени со оваа приказна и кои најверојатно ќе ви ја отежнат работата и можеби ќе ве збунат малку повеќе и ќе сватите дека не е така лесно да се одреди што се случувало овде. По враќање од кампот, снимката веднаш била испратена на анализа кај професор по електроинженеринг од универзитетот во американската држава Вајоминг, каде тим од експерти извршиле повеќе анализи и заклучуваат дека снимката е оригинал. Значи не е обработувана, монтирана или на било кој начин процесирана. Само да се подсетим, ова е 1971 година, време во кое речиси никаква аудиопроцесирачка техника не била достапна, особено за обичен граѓанин, или па можноста глас да се додаде на веќе постоечка снимка, затоа што на снимката се слушаат гласовите на камперите истовремено со звуците од суштествата. Исто така, дополнителни експертски аудиоанализи покажува дека што и да го произведува звукот, не е можно да е човек, затоа што вокалниот опсек бил многу поширок од човечкиот, што значи дека произведените звуци биле по фреквенција далеку повисоки, исто така и пониски од максималните можности на човек. Исто така, анализата покажала дека суштеството мора да било помеѓу 2,2 и 2,5 метри високо. Овие не биле единствените обиди да се разоткрие потенцијалната лажност на снимката, како и можните опортунистички намери на Рон или камперите заедно. Снимката била подложена на безброј додатни тестови и анализи и сепак до ден денес останува апсолутно неоспорена и ниту еден доказ не е објавен против автентичноста на снимката, а во подкрепа на сомнежите за нечесни односи. Сега повелете, слушнете ја снимката. There's two of them across the creek at the big rocks. It's a hard act to follow. He sounds like he talks to us and they talk to each other. Yeah. Right there, I just seen movement right through there. После оваа снимка, Рон престанува да лови на оваа локација, иако во текот на годините повеќе пати се враќа на местото, воден од неговата обсесија да дознае што тоа живее во шумите на Сиера Невада,
но до ден денес тој се уште не може ниту да претпостави. Исто така е прилично чудно дека иако Рон бил искусен планинар, искусен ловџија и неговиот збор би требало да вреди кога ќе каже дека не знае што се случило. Интересно е дека ниту еден експерт за диви животни или биолог или зоолог нема истапено да даде барем некаков предлог какво животно или какво суштество ги испушта овие звуци и оваа приказна или барем решението на оваа приказна се уште останува мистерија.